Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Coming up, Lisa Harper tells her story of shame and brokenness. I just didn't want to be too close to God, because then he'd see everything that I was. But first, Joyce teaches on hope in a broken world. Bible hope is a positive Библиска надеж е позитивно очекување дека нешто добро ќе се случи во било кој момент од мојот живот. Next, on enjoying everyday life. I call this Јас if го it's нарекувам broken, ова, God can fix it. ако е скршено, Бог може да го поправи. I started Еден one ден day just започнав running да барам references on the податоци word за restoration. зборот обнова. And, you know, to Да обновиш restore нешто something значи да means го to направиш make it new повторно again, ново, or even to make it better или дури да го than new направиш again. подобро отколку ново повторно. I kinda like И ми се that допаѓа. idea Ми се because, допаѓа таа идеја you know, затоа when you што, buy something знаете, brand new, кога ќе купите it's like- нешто сосема ново, there's тоа е just like како there's no нема никакви scratches, гребаници, no воопшто ништо. nothing. I mean, it just- Мислам, тоа е, think you just ти само wanna сакаш sit да there and седиш look и at да it. го наблюдуваш. But when you have a piece of furniture, Но кога имаш мебел кој е стар можеби 20 на години it's и still поправен, just gorgeous, се уште е убав. but it might have a little nick here, Но можеби има по некоја гребаница некаде или chip нешто out друго. somewhere else. But to be honest, if Но we look искрено, at- ако го надблюдуваме таквиот мебел, како и нашите животи, јас мислам дека токму тие гребаници и недостатоци се оние кои ни го изградиле карактерот. if it's a piece of furniture, Ако it тоа е actually мебел, makes it тие a го little прават more поинтересен. interesting. Kinda wonder what all Некако that се прашуваш went through in its што се life поминал to во животот get за да to that изгледа така. position. I think that Мислам we дека ние learn учиме from од every секоја one of една our од нашите mistakes. грешки. Every single Секоја mistake грешка that we која make, правиме, ние we учиме learn од from неа. it. And that's И what тоа е она gives што us ни дава character. карактер. How many of you believe Колку мина од that вас you have верувате дека вие сте се learned and научиле grown и сте израснале spiritually духовно through преку the тешките hard нешта things низ that кои you've сте gone through? поминале во животот? It also means to get an overhaul. Тоа исто така значи да реновираме. Somebody's here tonight. Може би на некои од вас овде денес не ви е потребно само мало поправање, Means to туку ви repair, треба to fix, цела to rebuild, or to реновација. rehab. Тоа значи да обновиш, да поправаш, да градиш одново или да рехабилитираш. Но потоа, сатијата која чита велеше, но библиската дефиниција, што Библијата сака да сватиме за обнова е ова: да ви се врати повеќе отколку што сте изгубиле. Ви кажа, ќе биде порака со добра вест денес. Крајна состојба подобра од вашата првобитна состојба. Вау! Бог ги благословува луѓето за нивната вера, со тоа што им дава повеќе отколку што имале порано. Јас го имам кажано ова повеќе пати, но сигурно сум дека некои луѓе овде денес се чувствуваат исто така. Не знам како да го средам ова за да имам некаква смисла, но јас всушност верувам дека имам подобар живот и јас сум подобра личност како резултат од тоа низ што сум поминала во детството. Подобар отколку ако сум го имала овој прекрасен живот. Знаете, дали некогаш сте минале низ болни нешта и сте пробувале да зборувате со некого за вашата болка и очигледно е дека тие немаат поим за што зборувате, затоа што тие не поминале низ ништо такво. Вие го знаете тоа затоа што тие постојано имаат што да кажат, но тоа никогаш не е она што вам ви е потребно да го слушнете. Ништо не ме нервира повеќе од тоа кога некој почне да ми проповеда некој од моите проповеди, кога имам тешкотии. Нешто како: па знаеш, ти велиш во твоите проповеди, ајде, практикувај го она што го проповедаш. А кога сте биле повредени, кога сте поминали низ нешто на вистина тешко, и некој дојде кај вас тражејќи помош, постои сосема друго ниво на разбирање и сосема друго ниво на сочувство кое не можеш никому да го дадеш ако сето тоа е само теорија во твојата глава, а ништо што си требал да го практикуваш во твојот живот. Така понекогаш, кога Бог може да те извлече од нешто поврогу, но не го прави тоа,
Една од причините зошто тој дозволува да минуваш низ тие нешта е за да те опреми и за да те квалификува да бидеш во негова служба и да имаш полномошно за да всушност им помагаш на луѓето. Амин. Сега, ќе погледнеме во Втора Законие 33 до 5 во Библијата. Може би ќе го прочитам ова два пати. Ова е толку добро. Господ, твојот Бог, ќе ти врати се што си изгубил. Тој ќе се смили над тебе. Тој ќе дојде и ќе ги собере парчињата од сите места каде што беше распрскан. Без разлика колку далеку си завршил, Господ, твојот Бог, и оттаму ќе те земе и оттаму ќе те врати во земјата што твоите предци еднаш ја владееле. Таа ќе биде твоја повторно. Тој ќе ти даде добар живот и ќе те умножи повеќе од прадедовци твои. Има неколку дела од ова што навистина ми се допаѓаат. Господ, твојот Бог, ќе ти врати се што си загубил. Се значи се. Не вели се, освен тоа што било твое. И тој ќе се врати. Без разлика колку и да си далеку, тој ќе се врати и ќе те најде и ќе те собере и ќе те врати назад во неговото срце и ќе обнови се што било скршено во твојот живот. Библијата вели дека Бог ни дава убавина за пепел, дека тој ги лечи сите со скршени срца. Може би има некој овде денес на кого му е потреба обнова од скршено срце. Некој те повредил, те ранил, раскината врска. Некој ти направил нешто што ти никогаш не би поверувал дека таа личност би го сторила тоа. И токму сега, се чувствуваш дека никогаш нема да можеш никому да веруваш повторно. Дозволете да ви кажам нешто. Немојте никогаш да дозволите она што еден, двајца, тројца, четворица или 5 лоши луѓе ќе ви го сторат, да ве доведе до момент во кој ти немаш доверба во никој друг. Тоа е мизерно за тебе и тоа не е фер за нив. Исаија 61:7. Луѓе, кои јас минував низ процесот на исцеление со Бог за мојата сексуална злоупотреба од мојот татко, јас се држев за овој стих. Ох, и тоа како се држев за ова. Ова беше еден од моите омилени стихови за читање кога се чувствував дека не можам да издржам уште еден ден. Исаија 61:7. Наместо твојот поранешен срам, ти ќе имаш двојна порција и наместо понижување твоите луѓе ќе викаат од радост над нивното наследство. Затоа во нивната земја тие ќе добијат двојно од она што го загубиле и вечна веселба ќе има кај нив. Јас го нарекувам ова, кога ти се дружиш со Бог, добиваш дупло подобро за твоите невои. Амин. Така јас го памтев срамот. Јас го памтев понижувањето. Криењето, чувството дека бев секогаш поразлична од сите други. Но знаете ли што? Тие работи сега, јас навистина треба да се обидам да се сетам, бидејќи Бог ми даде толку прекрасен живот и толку прекрасна можност да помогнем на многу луѓе. Ѓаволот мислеше дека победил, но всушност тој ми даде опрема за да одам низ светот и да помагам на сите други. Ајде да позборуваме малку за надеж. Надежта е добар мотиватор. Таа е прекрасна, ако се разбудиш безнадежен, не сакаш ништо да правиш. Но ако имаш барем само неколку капки надеж, тоа ќе ти помогне да правиш еден чекор по друг. Едноставно ќе ти помогне да продолжиш. И ѓаволот не сака ние да имаме надеж. Тој сака ние да бидеме безнадежни. Едно од нештата за кои тој сака да размислуваш е дека ти си направил грешки кои никогаш нема да бидат поправени. Си расторил врски кои никогаш нема да се средат. Си направил нешта кои никогаш нема да ти бидат опростени. Си бил болен предолго, за да некогаш добиеш исцеление. Си имал проблеми со пари предолго време, па си се откажал и си рекол: па најверојатно секогаш ќе имам проблеми со пари. Но вечерва, Бог сака да пробуди надеж во твоето срце повторно. И надежта не е само: о, па јас се надевам. Тоа не е надеж.
Библиска надеж е позитивно очекување дека нешто добро ќе се случи во секој момент од мојот живот. Ќе повторам уште еднаш, затоа што ова е моќно. Ако можеш ова да го однесеш со тебе дома и да живееш така секој ден, ѓаволот нема да може да те победи. Не ми е грижа што ќе се случи. Тој може да дојде против тебе на еден начин, а ќе избега од тебе на 7 начини. Надеж е позитивно очекување дека нешто добро ќе се случи во секој момент од твојот живот. И ти велиш, па што ако си легнам вечерва и ништо добро не се случи? Тогаш стани наредното утро и започни повторно од почеток. Кажете му на ѓаволот дека нема да молкнете додека тој не си замине. Захарија 9:12 зборува за тоа да се биде затвореник на надеж. Па ние знаеме што е затвореник. Затвореник е некој што е затворен во место од кое што не може да излезе. Така би предпоставиле дека затвореник на надеж е некој што е заклучен со надеж и не може да избега од надежта. И еве што вели. Враќајте се во тврдината на безбедност и просперитет. Овие затвореници на надеж, денес јас декларирам на вас дека ќе ви го вратам двојно вашиот поранешен напредок, на вас како првородени помеѓу нациите. Имаме стих по стих овде кој велел дека Бог ќе ни даде двоен благослов за нашите минати неволји. Но ова е само ако ние ги правиме работите според неговиот збор. Амин. Знаете, постојат многу нешта во нашите животи кои ние не ги разбираме. Аз почнав да размислувам за ова пред неколку недели. Всушност го споделив тоа пред неколку викенди. Јас проповедав во Лейквуд, црквата во Хјустон, и го споделив тоа. Но предобро е за да не го повторам. Не знам зашто никогаш не забележав, но не забележав се до неодамна кога слушнав од некој кој обрна внимание за тоа. Знаете, постојат толку многу нешта кои не ги знаеме. И ние толку многу се вознемируваме со нештата кои не ги знаеме. Се грижиме за нив, пробуваме да ги дознаеме, ги прашуваме другите, пробуваме најмногу што можеме да дознаеме се што не знаеме и најголемиот дел од времето ние само повеќе се збунуваме. Во Римјани 8:26 вели дека ние ниту не знаеме како треба да се молиме. Ние не знаеме. Сите кажете, ние не знаеме. Ние не знаеме како треба да се молиме, па Светиот Дух доаѓа и се моли преку нас, со извици и плач, кои ние ниту не знаеме како да ги изразиме. И предпоставувам тоа е едно од оние. Ох, леле. Но веднаш наредниот стих вели, но ние знаеме. Погледнете, стих 26. Ние не знаеме. Ние не знаеме ниту како да се молиме. Нашата ситуација е толку заникаде, што ние ниту не знаеме како да се молиме. Ние не знаеме, но ние знаеме дека сите работи содействуваат за добро. За оние кои го љубат Бог и се повикани според неговата цел. Па еве го моето прашање за себе и за вас. Зошто ние не зборуваме повеќе за она што го знаеме, отколку за она што не го знаеме? Јас не знам зошто сум во хаосот во кој се наоѓам. Јас не знам зошто јас бев злоупотребувана како дете. Јас не знам зошто сум 62 и никогаш не сум имала партнер. Едноставно не знам. Многу смеење. Па сигурно ви требало да го слушнете ова. Но видете, надежта. Сега, ако вие сте личност на надеж, ако сте 62 години и никогаш не сте излегли на рандеву, може би ќе запознаете некого во оваа зграда вечерва. Затоа што може би има некој 63 годишен господин овде. Како и да е, подобро да се вратам на темата. Ние знаеме дека Бог нас не љуби. Ние знаеме дека ќе одиме на небото и ќе живееме за вечност. Ние знаеме дека нема да одиме во пеколот.
Амин. Ние знаеме дека Исус ќе се врати назад скоро. И тоа многу скоро. И ние знаеме дека се соодействува за добро. Ние не знаеме, но ние знаеме. Затоа, зашто да не се фокусирате повеќе на тоа, како например оваа година да се фокусирате повеќе на она што го знаете, отколку на она што не го знаете. И јас мислам дека ќе имате многу подобра година. И така Бог ја обновува нашата надеж. Тој секогаш е спремен да ни даде повторна надеж. Еден од моите омилени стихови е Римјани 15:13. Нека Бог на надежта ве исполни со сета радост и мир во верата, преку искуството на вашата вера. Та преку силата на Светиот Дух, вие да изобилувате во надеж и да се преполните со доверба во неговите ветувања. Тој е Бог на надеж. И никој не може да ти ја одземе надежта ако ти не ја предадеш. Истина ми се допаѓа наредниот стих. Некои од вас ќе го ценат повеќе од другите, но вие ќе знаете кои сте во моментот кога ќе почнат да зборува. Бог ветува дека ќе ни обнови нашата младост. Сега, ајде, мислам, барем, ако сте околу 50 на години или постари, ви се допаѓа ова. Може би сте 40 на години, ако сте 20 години, наверојатно сте како, продолжи со следната тема. Дозволете да ви кажам нешто. Тие може би се 20 сега, а јас може би сум 75. На еден ден и ти ќе бидеш 75. И немојте да мислите ниту за момент дека тоа нема да се случи. Ако Господ доцни, секоја година вие станувате постари. Секоја година гравитацијата има се поголемо влијание. И еден од тие денови, ти ќе погледнеш во огледалото и сите нешта кои порано биле овде горе, ќе бидат сите таму доле. Тогаш ќе научиш како да се облекуваш за да ги сокриваш нештата. Псалм 103, 2-6. Благословувај го, предадено слави го Господа, душа моја, и не заборавај ги сите негови добрини, оној кој ги простува твоите гревови и ги исцелува сите твои болести. Кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува великодушно со љубезна нежност и чувствителна милост, кој ги исполнува твоите години со добри работи, така што твојата младост е обновена како на возвишен орел. Амин. И се допаѓа ова од Павле, 2 Коринтијани 4:16. Затоа ние не стануваме обезхрабрени, не паѓаме со духот, не сме разочарани или уплашени. Но ако нашиот надворешен човек, прогресивниот тлее, сепак внатрешниот прогресивно се обновува од ден на ден. Што всушност ми кажува ова? Тоа ми кажува дека старост е однесување повеќе отколку број на години. Па дозволите да ви дадам неколку сугестии. Претпоставувам ќе ми зборувам прво на дамите. Немој да достигнете одредена возраст и потоа да одлучите дека треба да се облекувате старински. Сега знаете, јас не мислам дека ако си 60 треба да шеташ наоколу обидувајќи се да се облекуваш како 12 или 16, но ти се надам дека нема да се ставам во неволја со ова. Но вие можете да отидете во продавницата. Мојот син ми го направи ова еден ден. Тој ме однесе на шопинг и ми рече: "Добро, сакам да го погледнеш ова, мамо." Тој рече: "Можеш да разгледаш во сите овие области. Можеш да бираш од сите." Но тој рече: "Сега сакам да забележиш што почнува да се случува овде." И можете да видите. Се станува се покомотно, станува малку повеќе, не знам, едноставно изгледа постарински. Тој рече: "Мамо, не смееш никогаш да разгледуваш во тој дел од продавницата. Можеш да купуваш само од овде."
Гледате, тие сите мислат дека толку многу се обидуваат да се окријат колку сум стара, но јас секако им кажувам на сите. Немојте да зборувате старински. Јас сум толку стара. Се распаѓа, се ме боли, не можем повеќе да го правам тоа, престара сум. Задржите смисла за авантура. Колку постар стануваш, толку порешителен треба да бидеш за да пробаш нови нешта од време на време. Ајде, само излезете од обичаите и направете нешто ново. Дури ако возите до работа по различен пат. Барем тоа ќе биде нешто ново, сваќате? Ако носите црни чорапи секој ден од својот живот, па пробајте некои кафеави, направете нешто. Направете нешто што ве плаши. Колкумен од вас знаете дека староста е начин на размислување? Едноставно задржите млад ум, млада душа. И сушност, вашето тело ќе функционира подобро ако го сторите тоа. Колку посторо размислувате, толку посторо ќе изгледате. И колку повеќе ќе зборувате за тоа, толку повеќе другите ќе се согласуваат со вас. Бог ја обновува нашата младост. Ми се допаѓа тоа, навистина ми се допаѓа. Татко, ако на некому овде му е потребно обновување на нивната младост, особено за да имаат младалачки став, ако имаат лошо однесување, старинско однесување, став да се откажат, јас се молам да ти им дадеш нов, свеж став денес и тие да бидат млади однатре. Во името на Исус. Амин. Твојата болка не е преголема за Бог. Тој сака да го обнови твојот живот.